Благодарам. Почитувани граѓани, колеги претеници, пред нас е шестата измена на Законот за здравствена заштита од времето на така наречената хибернација на опозицијата. Значи ВМРО, ДПМН сами со себе не можеа да донесат едно конзистентно законско решение. 6 пати го менуваат 2014 до сега. Тоа ли зборува за вашата квалитетна работа, а за нашето отсутство од собрание? Колега Чибишев, ворете да се зборува за закон за здравствена заштита, меѓутоа на еден транспарентен начин, преку една јавна расправа, каде ќе се слушне мислењето на сите лица, на сите професионалци за кои овој предлог закон, односно измената на законот се однесува. Значи, министерот на комисија се правдаше дека имало јавна расправа во Министерството за здравство, меѓутоа јавна расправа која се случуваше во петок попладне во еден тесен круг на партиски поддржувачи на актуелната власт, и затоа ние велиме дека ова повторна една популистичка мерка предизборна под притисок на петицијата од 360 специјализанти, под притисок на докторската фела. Но да почнам со ред. Вие предлагате измена, односно воведување на здравствена дејност за оптометристи. Дали ова не представува директно мешање во ингеренциите и професионалноста на офталмолозите? Само да подсетам пред јавноста дека за да еден доктор стане специјалист по очни болести, треба да заврши минимум 6 години факултет и новата специјализација е 5 години. Значи, неговата едукација трае 11 години за да може компетентно да одговори на работните задачи. Со вашиот предлог закон се воведува оптометристот да може да одредува рефрактерни аномалии, да изработува очила и лејки. Ние сметаме дека не можете да изедначите еден стручен профил со 3 годишно високо образование со еден профил кој што се едуцирал 11 години. Од друга страна, сметаме дека може оптометристите да одредуваат рефрактерни аномалии, меѓутоа во присуство на офталмолог или во болнички установи. Понатаму, со новиот предлог закон предвидувате директор странец. Зошто е потребно во јавните здравствени установи менаџирањето да го врши директор од странство? Дали тоа не представува пораз на вашите политики со воведувањето на двојните директори? 280.000 евра народни пари беа потрошени за првична едукација за директори. Воведовте двојни директори, економски и медицински. Вашето образложение беше, сакате да правите заштеди, подобро да се менаџира во јавните здравствени установи и да се подобрат услугите кон пациентите. Меѓутоа, фактите се поразителни. Ние многу убаво кажавме колку изнесуваат долговите во јавното здравство. Повеќе од 60 милиони евра, а уврските повеќе од 80 милиони евра. Со воведувањето на можноста странец да менаџира во јавните здравствени установи, паѓаат во вода вашите успешни политики во здравството. Понатаму околу вонболничка педиатрија и ургентна медицина. Да, ова е мерка која што произлезе од јавната расправа за доенечка смртност, каде јасно и гласно беше кажано дека со овој тренд во 2020 година ќе нема педиатри што ќе се грижат за здравјето за децата од 0 до 6 години. Меѓутоа, моето прашање и дилема е како ќе ги изедначите овие специјалисти со скратени турнуси во трајање од 36 месеци со редовните специјализанти педиатри и специјализанти по ургентна медицина, чија специјализација трае редовно 60 месеци. Плаќањето на вонболничка педиатрија, скратена и ургентна медицина изнесува само 30% од редовниот износ. Понатаму околу приватните специјализанти. Ова го направивте само под притисок на петицијата. Зошто велам дека и ова е предизборна популистичка мерка? Еве ги аргументите. Правите селективно кофинансирање на специјализантите. Значи, во предлог законот, во образложението стои дека Министерството за здравство прави годишна програма во која се внесуваат бројот потребите на специјализанти од различни профили согласно потребите кои произлегле од скенирање на состојбите на терен. Значи, согласно потребите на населението од различни региони во државата. И сега моето прашање до вас. Зошто ќе бидат кофинансирани овие специјализанти? Зошто на нив нема да им се плати 100% износ на довршување на специјализација или почеток на специјализација, ако тоа се кадри кои онака се неопходни да работат во јавното здравство? Значи,
место кофинансирање, дали не треба да се размислува дека на овие лица кои што сепак селективно ќе бидат избрани, да им се регулира редовен работен однос со сите права кои што произлегуваат од Законот за здравствена заштита. А кофинансирањето како мерка, односно просечен личен доход или сума за која има простор да се разговара, да го добијат сите специјализанти. Само на тој начин ќе ги измотивираме младите доктори да останат во државата. Да ве подсетам, тоа не е голема бројка, тоа е бројка од 400 млади кадри. Дел од нив да влезат во редовен работен однос, а дел од нив со кофинансирање да продолжат својата специјализација. Втора популистичка, односно не знам која поред популистичка мерка е враќањето на сестри од приватно во јавно здравство. Министерот кажа дека ова е многу популарна мерка и направена е врз основа на истражување и изразена желба, односно интерес на 30 сестри да се вратат во јавно здравство. 30 сестри пројавиле интерес и тие ќе се стават во законска рамка. А за 400 специјализанти не може да издействуваме кофинансирање. Затоа велам дека чист популизам. Мојата замерка беше зошто и стоматолошки техничари кои работат во јавно здравство, во детска и превентивна стоматологија, дали не треба тука да бидат внесени. Сега, околу болната точка на многу од колегите доктори за дополнителна дејност. Тука постојат многу шпекулации, тука постојат многу дилеми, колку оваа мерка е исправна. Почнувајќи од тоа дека директорот ќе одлучи кој ќе има право на дополнителна дејност од специјалистите. Значи, врз основа на кој критериум, познато ни е кај нас како се одлучува. Нема конкретни подзаконски акти и правилници како понатаму ќе се регулира ова материја за изведба на дополнителната дејност. Ценовникот го прави директорот. Пак, значи, се дава неограничена моќ на еден политички назначен раководител, односно менаџер. Не е јасен износот на средствата. Вас како специјалисти треба да ве интересира, вие работите во терцијално, јас работам во специјалистичко-консултативна дејност, значи не е до крај изчистена мерката, односно износот на сумата која докторот ќе добива со дополнителна дејност. Што значат трошоци на јавната здравствена установа? Што значи трошок за тимот? Што значат болнички денови? Ајде едно прагматично прашање. Со овој закон се овозможува на мала врата доктори од приватни здравствени установи да вршат услуги во јавни здравствени установи. Што ќе работаат колегите во јавното здравство? На кој начин ќе бидат овие доктори плаќани? После законската одредба со која се овозможува 10 интервенции да врши специјалист доктор, после 17 часот секој ден, ако се тоа интервенции хирушки, кој понатаму ќе се грижи за рековалесенцијата, односно периодот на нега постоперативна и опоравување на пациентите? Дали вие како доктор вработен во терцијално здравство ќе се согласите да дојде некој доктор од приватна клиника да заврши хирушка интервенција, а вие само да се грижите за постоперативна нега на пациентот? Дали сте размислувале околу таа теза? Со кого ги договоривте овие законски решенија? И друго, еден момент од предлог законот кој што исто така иритира. Може од предвидените 10 интервенции во текот на месецот кои што ќе се прават после 17 часот, 10 специјалистичко-консултативни прегледи и 10 диагностички процедури, специјалистот да добие како раководител на тимот да добие можност за двоен број на овие услуги да ги одработи, доколку во последните месеци добил награда, односно добил награда од директорот дека покажал водени резултати во работењето. Наградата знаете како се дава. Имам конкретни примери по име и по презиме на клинички доктори кои биле препорачани од директорот на нивната матична институција да бидат финансиски наградени заради исполнување на сите работни обврски и надфрлање на она што се бара од нив, меѓутоа заради својата партиска припадност не ја добиле наградата. И сега како тоа директорот ќе одлучи? Еве јас не бев наградена, сум мислела можеби дека треба да добијам. Значи, повторно се става можност за манипулација, за повторно да добиваат привилегии, дури и дел на колегите доктори кои што ќе имаат можност за двојно одработување. Благодарам.